Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Дали ќе биде решен проблемот со главниот цевковод од левата падина на Прилепскиот хидросистем? Земјоделците се во очекување. Над 60% од геотехничките истражувања на регионалниот пат Прилеп-Битола се веќе завршени. Во Прилеп владее урбанистички хаос, улиците се валкани, потонати во мрак, посочија денеска на пресконференција од Општинската организација на СДСМ. Зачестуваат пријави за физички напади, 2 во еден ден регистрирани во Прилепската полиција. Времето денеска сончево и топло. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфорно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време. Со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Гордана Цветановска. Како изгледа воекнаа сезона при систем за наводнување месец и половина без вода, најдобро знаат прилепските земјоделци. Целата лева падина од Прилепскиот хидросистем не функционира поради голем дефект на главната цевка Фи-700, која не го издржала притисокот уште на стартот од сезоната за наводнување пролетва. Екипа од АД Водостопанство денеска беше на терен и работеа на решавање на проблемот. Вела дека цевките се дотраени над 50 години. Многу тешко да се најдат соодветни делови. Новиот директор на Прилепската подружница на АД Водостопанство Прилеп, Зоран Тодоровски, во телефонски разговор за Радио Пела рече дека денеска е заменет делот на главната цевка, извршено е пробното пуштање со помал притисок. Во текот на утрешниот ден за сигурно ќе се знае дали во целост проблемот е решен. Вода нема во моментов, а еве време температурите се високи. Се суши тутун. Ние од тој тутун живееме. Ние не чекаме плата дали месецот ќе дојде или платата пуштиле, плата или не пуштиле. Ние од тој тутун чекаме. Ти 21 век сме да не можат да направат. Но цел ден ти работа и водата треба да биде пуштена. Цевка немало. Како бе луѓето ќе појдат ако треба кој знае од каде ќе зема цевка. Надребен ќе направа било што нешто. 99% тутун че нема. А договори се туче и комбинат. А ќе ти бара кила. А од каде кила? Кој ќе ти даде тебе кила? Никој. Срамота е ова. Овде нишен дозе земе пари, платата му иди, што му е гале за народот. Некој мира народот. За раса дадох 500 евра, за раса дадох. Ене ги
лагово онде, ново лагово насадив тутун. Ако не верувате, че појдете, че видите, значи тутуно сио се исуши, значи. И водата, значи, е запреа баш во садењето на тутун. Над 60% од геотехничките истражувања на регионалниот пат Прилеп-Битола се завршени, а до крајот на овој месец повеќе од 85% од трасата од аспект на имотно-правни односи ќе биде завршено. Во одговор на новинарско прашање, рече премиерот Христијан Мицкоски од Битола. Морам објективно да кажам дека и покрај сето на кој што го прави општината, за жал не сум задоволен од динамиката на изведување на работите. И ова е порака пред се до изведувачот, затоа што имаме уште 7-8 месеци до рокот, а не е ни 30% од тоа што е договорено завршено. И очекувам да се забрза таа динамика и да се испочитува рокот, бидејќи тоа предизвикува нормално непријатно чувство и фрустрација кај битолчани, наместо еден проект кој што е децениски, не направен до сега, да сите заедно се радуваме кога се гради и да се гради во рамките на динамиката. Тоа што можев да го видам не соодветствува со тоа кое што треба да биде динамика и лично ќе го следам развојот на овој проект. На Прилеп му се случува невидена градежна офанзива. Градоначалникот Јовчевски и ДПМНЕ велат дека ја има, ама неја се уште никој најавидел. Реалноста на која сведочат прилепчани е малку поинаква. Обвинија денеска на пресконференција од ООН СДСМ Прилеп. Реалноста на која сведочат прилепчани е малку поинаква. Во градот владее урбанистички хаос, улиците се валкани, потонати во мрак и изрешетени со дупки како швајцарско сирење. Цели 4 години во градот камче не е поместено. Имајќи го предвид огромниот општински буџет, кој за оваа година изнесува 34 милиони евра, прашањето на кој локалната власт на ДПМН никогаш не одговори е каде и зашто се трошат парите на граѓаните. Се распишуваат тендери, се склучуваат договори за реконструкција и асфалтирање на улици, а тие секоја година се полоши и пораскопани. Зачестуваат пријави за физички напади, 2 во еден ден регистрирани во Прилепската полиција. На 16 јуни 2025 во 9 часот во ОВР Прилеп, ЛБ, 19 годишен од Прилеп, пријавил дека бил физички нападнат од МК. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Истиот ден на 16 јуни во 15 часот и 30 минути во ОВР Прилеп, 64 годишниот ЖИ од Прилеп пријавил дека на улица Круме Беќар во Прилеп бил физички нападнат од едно лице. Се преземаат мерки за расчистување на настанот. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Попладне во западните претежно планински региони ќе има појава на нестабилност со пороен дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Прилеп сончево и топло со мала облачност и со слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура се спушти до 15, а максималната ќе достигне до 32 степени. Во следните денови времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, особено во четврток и во петок. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јуни 2025. Уредник Гордана Цветановска. Техничка реализација Никола Димески.